Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на прашање кое што ми го постави наша драга пријателка Тина. И за да не должам многу, затоа што има вредност во самото прашање, односно во одговорот на тоа прашање, знам дека ќе засегне многу луѓе, ќе го погледнеме прашањето, па ќе се вратам назад со одговор. Тина, фала ти за прашањето. Добро е прашањето и се гледа дека можеби талкаш во некои води, терминологии и се гледа дека ти треба одговор на оваа тема, но ја ќе се потрудам како и секогаш да дадам што поедноставен одговор и да не отиде тоа предалеку за да стане неразбирливо. Што значи тоа? Нашето тело, односно во телото не постои состојба која што може да ја наречеме алкална или состојба која што може да ја наречеме кисела, затоа што телото секогаш се труди да направи некаков баланс и да има неутрална pH вредност или неутрална киселост, која што би рекле, а pH вредностите се практично единици кои што покажуваат дали моментално средината во телото е базна или односно алкална или кисела. Сега, чисто како пример, водата има неутрална вредност, односно pH 7. Нашето тело и крвта некаде имаат 7,30, 7,45, што значи малку алкална средина. И за да не се помешуваат тие две работи, она што сакам да ти го кажам е дека никогаш ти не можеш да создадеш во телото премногу алкална средина, затоа што телото секогаш ќе се труди да го направи тој баланс и да дојде во неутралност. Но она што може дефинитивно да се случи е да ние како луѓе со нашата несвесност, немарност и лоши навики да создаваме средина и состојба која што се вика ацидоза. Сега, што значи тоа? Од типот, ти денеска доживуваш многу стрес и твоето дишење не е баш нормализирано и тоа значи дека во нашето тело ќе се задржат поголеми количини на јаглероден диоксид. Секогаш нашето тело ќе се труди да го разгради тој јаглероден диоксид и да што побрзо го исфрли од телото како таков, но доколку ти после тој стрес за ручек изедеш еден хамбургер или именка на газиран сок и така натаму, тоа ќе значи дека телото ќе го остави тоа сега со јаглеродниот диоксид и ќе треба да се мачи за да го неутрализира бомбата која што си му ја дала за ручек. И тоа ќе значи дека ќе има комплетен дисбаланс и многу потешкоти да дојде во тој баланс и да дојде во таа неутрална средина, што на долг рок прави проблеми и кој што на долг рок предизвикува сите оние денешни дегенеративни болести од кои што човештвото се плаши, од кои што човештвото се покосува. Она што јас би го препорачал и што би го кажал како можеби бројки и насоки во кои што би требало да се движиме е дека треба да јадеме 75% некаде или 70% на продукти и храна која што е алкална и некаде 25 до 30% на продукти и храна која што е кисела, затоа што ти ако погледнеш и од продуктите кои што се здрави и кои што и јас ги препорачувам и многу луѓе општо ги препорачуваат, постојат продукти кои што наметнуваат киселост во телото, но тоа не за џабе природата го создала и тоа е така затоа што и на телото ќе му биде полесно да го зачува тој баланс. Затоа по мене, ова е мое мислење, базирано на некои работи кои што сум ги читал и слушал и гледал, е дека единствено што човек може да направи на крај на денот е да го смени својот животен стил, да има баланс во исхраната. Тоа не значи дека никогаш ќе нема junk food, но тоа да биде сведено на минимално ниво и да може би биде еднаш неделно, за да телото успева да си ја неутрализира својата средина и преку внес на, не знам, процентуална застапеност на алкални продукти и на продукти кои што ќе придонесат за киселост на средината,
да се балансира сето тоа и едноставно ако ти треба можеби поголеми насоки да можеби сега да ти набројувам продукти кои што се алкални или обратно, нема да можам затоа што не ги знам сите во целост и на крај на денот постои Google, таму имаш многу добри и јасни поделби на тоа каква pH вредност придонесуваат одредени производи и како може да ја балансираш својата средина во телото. Така да, Тина, не знам колку ти дадов одговор на тоа што ти го бараш и го сакаш, но она што јас го знам и сум го прочитал до некаде по однос на ова прашање е тоа што моментално ти го кажав, доколку можам некако повеќе да ти помогнам или одговорам, слободно постави ми прашање, па јас ќе видам и ќе се обратам кај во кругови кај што можеби ќе ми дадат уште подобар одговор, али во едноставни реченици тоа е тоа што за денес имав да го кажам. Фала ти уште еднаш за прашањето и за времето кое што го одвои да ми пишеш и го охрабрувам секој од вас да го користи и хаштагот и можеби да ме комуницира и еве да зборуваме на можеби интересни теми и да давам одговори на некои ваши прашања и митови кои што ви треба да се разрешат. Имајте убав ден, ви посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!